Македонија се подготвува за прославата на Нова година, но не сите ќе ја дочекаат со радост. Лица ангажирани за грижа на стари лица во домашни услови и во домовите за стари лица ширум државата останаа без исплата на хонорар за 2 месеци. Работеле, помагале, се грижале за старите, но хонорарот се уште го немаат добиено ниту за октомври, ниту за ноември. Игор Јанковски бил ангажиран во домот за стари лица Иван Влашки во Берово, преку проект на Министерството за социјална политика, демографија и млади. Иако го одработил своето, пари се уште нема добиено. Јас лично сметам дека не е коректно. Уште од октомври месец немаме земено плата, а сега сме 31, значи новогодишни празници, па се ближат и наскоро и божичните празници, а ние се уште немаме добиено плата. Нема одговор, во старичкиот дом сум прашал, да не речам 30 пати, и тоа ни го велат. Тоа зависи од Скопје и стварно немаме сознание во што е проблемот. Дека државата доцни со исплата потврдуваат и од Министерството. Проблемот бил што не била направена прераспределба на пари. Во однос на доцнењето на исплатите за месеците октомври и ноември, причината е што со распределбата на буџетските средства не беа обезбедени финансиски средства за оваа намена, што услови привремен застој во исплатите на ниво на центрите за социјална работа. Министерството е во постојана координација со надлежните институции со цел обезбедување на потребните средства и надминување на настанатиот застој, со цел обврските кон ангажираните лица да бидат подмирени во најкраток можен рок. Во моментов застојот се однесува исклучиво на оваа услуга, а Министерството внимателно ја следи состојбата и во другите сегменти на социјалната заштита со цел на времено реагирање доколку се појават слични предизвици. Министерството останува посветено на унапредување на социјалните услуги и на заштитата на правата и трудот на лицата ангажирани во системот на социјална заштита, велат од Министерството за социјална политика, демографија и млади. Јануари е најтешкиот финансиски месец за секое семејство во државата, особено за православните христијани. Доколку Министерството сепак не ги исплати овие лица веднаш по 1 јануари, неизвестноста ќе им остане и за божитните празници. Даниел Василев, Сител телевизија.